боени како папок таму да ние во Европа, знаеш, одсечен. И сваќам дека сме пиле ние за Европска унија уште многу одамна, уште у време на Крушевска република, уште у време на Илинденско востание, кога таму Јане Сандански кркал по 2-3 турчина за доручек. Гледате дека Гоце Делчев искача со најевропска изјава икад кажана на сите време. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар помеѓу народите. Како на Еразмус да е бија. Размена на студенти. Овие таму бе гледа Црешово топче прави крај со крај, не може да изода таму глава ударал зид. Овој изјави дава. Што е таа мистификација сега Гоце Делчев нешто, не знам што бил. У денешно време бил нешто као политички аналитичар Љупчо Златев. Не па такво нешто сега. Гоце Делчев. А имате ли вие забележано дека Јерми, што се вика пуно шетамо, нели? Дека кога ќе идеме негде у странство, како да сме скроз другачии луѓе, како се понашаме скроз поинаку од одека. И тоа само граница која ќе напуштиме. Да душе зависи која е граница, например. Кога ќе идеме на граница со Србија, таму, например, ни се менја јазикот. И одма почнуваме да збориме српски. А српски знаеме исто како знаеме. О, добар дан, со пасош, да, добар дан. Ми сме дошли из Македонија, да. О, што вам е убав овој Белград на водима. Со колима, да, со колима, да, ќе да. Исто така. А тоа не е ништо, например, за у Швајцарија која ќе отидеме, да кажем. Таму какви сме луѓе, боже, мајко. Таму, например, замисли си, ти паѓа влакно од коса на македонец му паѓа. И он, си зима пинцета, си носи туку джепче да го собере. Ох, извинјавам се, ми падна коса са косима. Пошто нели сега збориме српски, па и таму, да. Причај српски да те цел свет разуме. И замисли си, идеш у Швајцарска, идеш таму некоја дворче, шеташ и само намирисуваш, што е ово? Некој ајварче готви у дворче, као кај нас. Сима да завршиш у затвор како кристален мед да правиш, а не ајвар. И тоа не е лошо да завршиш у Швајцарска у затвор, бе, што? Па болje да си у Швајцарска у затвор него на слобода овдека. Па стварно и ќе се јавиш дома, да кажеме, и на твој си се паниш за келија што ти е дадена. Дечки, кај сте, бе? Фамилио, добри ли сте? Да знаете што станче сум зело ново, 30 квадрати, не е нешто големо, но добро е, ќе послужи. Па за такво века у Скопје ќе платиш 300 евра. И плюс сам треба да се храниш. И кај е математика? Нема. Или замисли друго нешто, да кажеме, у Германија, дај некоја река, Рајна. Рајна, замисли си, Рајна и сега идеш ти у Рајна, например, идеш таму на, ова, како се вика, на мошчето, се качуваш со авто некоја, на авто има приколица и на приколица има закачена стара машина за перење алишта. И ти си идеш на мошчето, ручна паркираш, ја зимаш таа машината што е ово, и само доле, шклап. Не иде некако, мајко. А кај нас со некој вардар што се има отпрвено, браник имаше некој од авто. У Охридско езеро што има таму, можеш цел стан да опремиш. Па оние што гњурат таму, нели, што мркачи, па они за резервни делови гњурат, што мислиш, да не за друго нешто?